Могилец? Со набера сте, во тоа прве тргнали сте? Со господа пред, така е. Се погодини па идено. Убави се погоди. Што е луѓето да и погоди. Ке ни се погодат и луѓето. Се надеваш, не? Да. Ова е селото Мраморец, не? Могилец. Могилец. Да. Не видовме на која надморска висина е. Ке ни кажат. Па некаде околу 600 метри. Тука е потечението на река Треска. Спиење, дојдем ни пани се спие. Ама умавки из воздуха, мајке ome. Верувам. Да. Има. Да. Си дала природата своја. Така. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години, така речено, ги посетувам овие наши убави македонски села. 30 години постои серијалот Забравени. Но исто така да напомнам дека околу 20 на години неуморно го крстелам поречијево, горно и долно поречие. Почитувани мои, пред едно 20 на 30 на дена, додека се размислував кое село да го посетам во поречието, некаде, така да речем, пред 20 на дена, на мојот телефонски апарат ми се јави мојот пријател Тоше од селото Могилец. И ми рече овако едно: Зоране, ајде, гале, ајде мачна душо, ајде дојди еден ден во селото Могилец. Што се вика, му реков, ќе дојдам. Ме праша кога? Јас вака му реков, кога Господ тоа ќе окажи. Сполајмо на Бога, сполајмо на според Господовото провидение, ден пред самиот празник Свети Телалеј, меѓународно попознат како Свети Никола Телалеј, пред самиот заслог дојдов во селото Могилец, оддалечено од општинскиот центар Македонски Брод, некаде околу 10 на километри, каде што се разбира, по покана на мојот пријател Тоше, наминав овдека да дојдам, а самиот мој пријател, кој што ќе Тоше, освен тоа што ќе биде мој домаќин, туку ќе биде и ќе ми биде водич во селото Могилец, каде што заедно со преостанатите мештани од ова село ќе ни ги раскажат приказните што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби за историското битисување на ова село. А сето тоа ќе биде преточено во ова документарна репортажа во две продолжение. Почитувани мои, одам во селото Могилец за да ги посетам мештаните од ова село. Се гледаме таму. Добро утро! Тоше ми треба од Могилец. О, добро утро! Јас добро те најдов, ти си Тоше кој се слуша на телефонот. Така, дојдов не тука во село. Дојде и денот. Така е. Така, овие се твоите суселани. Димче Ковидовски. Јас сум Зоран, продукција Марио Фил. Мило, јас сум Зоран. Мило ми е кога одам по селата да видам вака и млади луѓе. Оти што вика старите, сите оние приказни што ќе ни ги раскажа мештаните од селото Могилец, ќе останат во колективната меморија, не само на младата генерација од селото Могилец, туку и на македонскиот народ, во таа колективна меморија, за да не бидат тие приказни за историското битисување на ова село, покри не заборават. Тоше, ќе одиме? Ајде, како постар одиќе, прво домаќинот, а после гостите. Одиме, Димче, ајде, одиме. Почитувани мои, додека со мојот поглед, така да речем, ја разгледував панорамата на селото Могилец, мојот домаќин Тоше Илиовски ми велеше: Добре дојде, Зоране, долго те чекам да дојдеш и во моево село.
Јас тебе добро те познавам, Зоране, од телевизијана те познавам, Зоране. Саде ми те гледам, со радост ги гледам репортаживе твои за нашиве села, многу убаво редум ги редиш историографски податоци, иако јас не сум по вокација историчар, ме задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортажите се веродостојни, а и ги имам проверено листајчи низ мојана историографска литература со која располагам. Откако што се вели со мојот домаќин Тоше Илиовски, заедно со неколкуте селани од ова село, се го почнавме муабетот надолго и на широко за селото Могилец, ме замолија пред тие да ми ги раскажат нивните приказни за историското битисување на нивното родно село, јас ним да им ги раскажам моите досегашни етнографски, етнолошки и историографски сознанија за нивното село. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Почитувани мои, предлагам дел од моите досегашни етнографски, етнолошки и историографски сознанија за историското битисување на ова село, копајќи низ архивите ширум Македонија, да ги проследите во продолжение на оваа репортажа. Селото Могилец илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел на животниот простор на древниот македонски народ, на древната македонска држава, запишан во Хомеровата Илијада, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основачена Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Петруш Саватиев, во историографијата попознат како Јустинијан I, како дел на средновековната македонска држава, во историографските записи забележена како Склавинија Македонија, предводена од Рексот Пребонд и Рексот Хадсон, како дел од Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комутополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел цар Самоил и на македонските владетели царот Иван Владислав и царот Гаврило Радомир од 979 до 1018 година, како дел на владавината на византискиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1080 до 1025 година, како дел во црковните записи на византиските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 година до 1355 година, кралот Стефан Урош Немањич V, кој со Македонија владеел од 1355 година до 1365 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година и како дел на Отоманската империја. Обстојувањето на селото Могилец е забележано во Отоманскиот пописен тапик Дефтер број 8 од 1440 година за време на владеењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Бегус, со чиј атар раководеле Амет Бек и Сари Бек во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година,
во пописниот дефтер број 993, во листови од 1 до 10, во пописниот дефтер број 988, од лист 11 до лист 97, кој датира од 1468 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, каде што дел од датарот припаѓал на вакуфот на Рустем Паша, а преостанатиот дел од датарот на вакуфот на Ибрахим Ага и на вакуфот на Добер Ага, во Томанскиот пописен дефтер од 1568 година, во пописниот дефтер од 1582 година. Во втората половина на 17 век селото му припаѓало на Адем Паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле: Мустафа Ага, Али Бек, Сали Ага, Сейди Бек, Јолдаш Бек, Назис Ахмед Бек. Селото се споменува и во Томанскиот пописен дефтер од 1867 година. Пред крајот на турското владење, собственици на чифлиците во селото биле Шукри Бек, Адил Бек, Канан Бек, Рауф Бек и Раиф Бек, кои имале изградено своји кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чифчиите кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1364-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кнчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во селото живееле 235 жители. На етнографската карта на Битолскиот вилајет од 1901 година, Могилец се води како чисто македонско село во Кичевската каза за Битолскиот санџак со 30 кујчи. Според историографскиот запис на Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото имало 240 жители. Според германската карта издадена во 1941 година, а заснована на пописот на Кралството Југославија од 1931 година, селото имало 300 жители. Дека селото Могилец на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи Петар Јовановиќ, селските населби во Порече, издаден во Белград во 1952 година, за селото го забележал следното. Село Могилец се наоѓа во средишниот дел на областа Порече, во средното течение на река Треска, непосредно на левата страна од река Треска. Селото Могилец е ридско село. Селото е мощно старо село,
а за тоа говорат археолошките локалитети. Археолошкиот локалитет Робовец, каде што и денес се наоѓаат остатоци од ѕидини темели од многу стара црква, како и друг градежен материјал, археолошкиот локалитет Свети Спас, каде што и денес се наоѓаат остатоци од ѕидини темели од многу стара гробјанска црква, фрагменти од фреско живопис, фрагменти од олтар и свет престол, фрагменти од клесани написи во камени блокови, гробни конструкции, како и друг градежен материјал, археолошкиот локалитет Мало, кој представува ранохристијанска базилика, каде и денес се наоѓаат незини остатоци и друг градежен материјал од рано византиско време, и археолошкиот локалитет Трнчева краста, кој представува ранохристијанска базилика, каде и денес се наоѓаат незини остатоци и друг градежен материјал од рано византиско време, кој воедно представува и некропола од доцно античко време, каде што има остатоци од гробови и гробни конструкции. Археолошкиот локалитет Црквиште представува ранохристијанска базилика, каде и денес се наоѓаат незини остатоци. Петар Јовановиќ во својот научен труд "Селските населби во Порече", издаден во Белград во 1952 година, за селото го забележал следното. Селото Могилец е од збиен тип. Селото со вода за пиење се снабдува од бунари, како и од неколкуте кладенци и извори. Селска слава на селото е Спасовден. Во местото викано Робовец се наоѓаат остатоци од многу стара црква, каде што според народното предание во многу давнишни времиња селаните биле собрани во црквата Свети Спас за Великден, каде што турците дел ги отепале, а дел ги одвеле во заробеништво, а црквата ја разрушиле. Селото Могилец името го добило по виканото место Могилица, каде што порано се наоѓало селото, каде што денес се наоѓа црквата Свети Архангел Михаел. Селото Могилец е забележано во Христовулот од 1333 година на крал Душан, каде што селото е метох на манастирот Трескавец под името Могилица. Петар Јовановиќ во својот научен труд "Селските населби во Порече", издаден во Белград во 1952 година, за семејните родови од селото Могилец го забележал следново. Староседелски семејни родови во селото Могилец се урдовци, кои бројат 15 кујчи, и биовци, кои бројат 9 кујчи, чии нивни предци живееле во старото село Могилица, кои после пропаста на старото село се населиле во Битолско, каде што го формирале денешното село Могила, а дел од овие семејни родови повторно се населиле во денешното село Могилец. Семејниот род на Буштевци, кои бројат 27 кујчи, води потекло од Охридско. Семејниот род на Џемерковци, кои бројат 4 кујчи, доселени се од селото Крафа, додека пак на семејниот род на Илилковци не им се знае потеклото. Јас се викам Тоши Илиовски од село Могилец. Родно село Могилец, ова е мојата куќа. Мајка ми Љуба, татко ми Трајан. Дедо ми Бранко, татко на Бранко Илија, а на Илија татко Цветко. Така, вака се да те прашам. Баба ти по татко ти, од кај беше таја? Од Могилец. Од Могилец. Од ова село, да. Од која фамилија? Од фамилијата Секуловски, ова на Мирко Черка.
на Мирко Черка. Така. Сега вака едно. Како се викаше дедо ти и баба ти по мајка? Дедо ми се викаше Софронија, а баба ми Мари. Така. Сега ова да те прашам. Сопругата твоја од каде е? Мојата сопруга е од Томино село. Од Томино село. До второ веление во Томино село, тука Така. во Македонски Така. Бак. Колку Господ пчела ви даде? Имаме 2 черки и 5 внучиња. Така. Едната черка има 3 внучиња, другата черка 2. Така. Од кои 3 се машки, односно 4 машки и 1 женско. Како се вика? Од кои првата черка од Кристинио, Антонио и Ангел, од Љупка, помалата черка имам 3. Матеј, Павел и Матеј. Кој ти е побило првото ли цигарет? Сите се добри за мене, нема поголема радост и поголемо нешто во животот да имаш внучи. На оваа фотографија се дедо ми Бранко, татко на татко ми, Така. и баба ми Мица, мајка на татко ми. Така. И тетка една, дали е тетка Мара или тетка Стојанка, не сум сигурен. Така. Сега на оваа рамка од поранешната кутија на онај стариот сад Инса. Да. Така. Ајде, старите ги ставале овдека фотографиите, кога ќе дојде гостинот, кога ќе погледни сатот, да ги биде сликите. Да. Ова е Вујко ми брат на татко ми, Така. ова на мајка ми, Така, ова сестра на татко ми, така. Кај си ти сега? јас сум овде, Чекај маца, овај ќе да биде камерата. јас сум овде и овде. Чекај, така. Така. Сега, одека? Овде е татко ми, Така, овде е братучет негов Анđеле, така, од нашево село исто, братучет и први, така, татко ми, сестра му на татко ми Мара, така. покоја и тетин ми А Боне. Ово детето мало кој е? Јас сум, овде јас сум. Слушај, тука си бил стварно, Да. стварно, очико, ти си првородено дете во фамилијата. Да. Јас сум, па брат ми Гоце, па сестра ми Виолета. Така. Тројца сме. Еве, одека се наоѓаме во течението на мала река, каде што бовливот на треска. Овде имаме една убава, стара, така да речем, редовирана куќа, кој што ете да речеме, таму позади има и од остатоци од стари ѕидови, кои што на текот на времето си го направиле своите. Куќата има градено татко ми, веднаш по завршувањето на Втората светска војна, кога се ослободил од тие војни обврски, били заробени во Германија и потребата од сточарење, од чување на ситна стока, го натерала да го направи овој објект со намена за чување на стока. Меѓутоа, со тек на време, дел по дел, ја доградувал и викајќи ја, наречувајќи ја порано колиба, сега испадна да биде куќа и да малку реновиравме, така да може во неа да се престојува, да се одмор, бидејќи тука е исто убава природа, реката е на 10 метри до неа, мала река, тишина, мир, за спокојство. Еве одека се наоѓаме на магистралниот пат кој што води према Самоков, така. Меѓутоа, одека сме исто така во синород на селото Могилец, таму некаде на 5 километри пред овие куќи има еден патокас до Могилец, 2 километри. Има ни два. Така, кој што тука бил порано стариот пат. Така. Сега да ми кажеш, за колку време, да речеме, со едно добро возило теренско може да се појде до село? За 10 минути. Така. Меѓутоа, еве овдека ретко кога одам по наши весела, да видам една стара архитектура, една сочувана куќа, неколку куќи овдека. И тоше да ми кажеш
со што се поврзува спомен обележјето на написот горе во селото Могилец Со оваа куќа. со ова куќа. Со оваа куќа надписот се поврзува затоа што Стојанче дедо ми бил син на Мирко. Така? Мирко, татко му на Стојанче од оваа куќа. Овде поточно има ни стара куќа падната и така тој ми е Стојанче. Дедо, овој предедо по линија од баба. Така. Отприлика оваа куќа што ја посреди тебе, колку е, речеме, стара? Има скоро некаде околу 60 години. 60 години. Ќе може да ја посадиме? Втората половина на 19 век за селото Могилец е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на битолскиот мудур на башибозикот предводен од Чајабек од селото Пласница. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на манастирската црква Вознесение Христово, изградена во почетокот на 16 век врз остатоци на ранохристијанска базилика. Од зачуваниот фрагмент од службениот минеј за месец септември од 16 век се дознава дека црквата била трихонална со нартекст и две куполи, зоографисана во почетокот на 17 век и црквата Свети Архангел Михаел и црквата Света Недела. Кој е куќна сала? Куќа Сава се гради. А во селово летна Летна Спасово. Спасово. Иначе Свети Архангел се Сава Македонски брод. Така. Значи, си ја презеде славата тамо кај што Да, кај што живее, живее. така. Да. И Илин ден први тука кај Крстот имаме кумови и си славиме тука за Илин. Селото Могилец уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа кон крајот на 16 век во манастирот Вознесение Христово. Наставата се одвивала на македонски црковно-книжевен јазик, а наставата ја изведувале монасите од манастирот. По укинувањето на Охридската архиепископија од 1767 година па се до 1944 година, наставата на македонски народен јазик во селото Могилец била попречувана како од бугарска, така и од српска и грчка страна, преку патријашичко-грчките учители, кои во Могилец престојувале од 1767 година па се до 1900 година, од екзарско-бугарските учители, кои во селото престојувале од 1900 година до 1912 година, од 1914 година до 1918 година и од 1941 година до 1944 година и патријашичко-српските учители кои во Могилец престојувале од 1912 година до 1914 година и од 1918 година па се до 1941 година. Благодарејќи на учителите кои доскалувале во селото, кои своето образование го стекнале во Отоманската империја како отомански учители,
кои трајно го спречиле обидот за асимилација на населението како дел од македонскиот народ, како од страна на патријашиско-грчката пропаганда, на екзарско-бугарската пропаганда, така и од патријашиско-српската пропаганда. Во селото Могилец во 1944 година за прв пат наставата започнува да се сведува на македонски мајчин јазик. Во подалечното минато, мештаните од селото Могилец учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за создавање на собствена држава, македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така, селото не го избегнуваат воените дејствија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски речиси било сето машко население, а пак од мобилизираното машко население кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината. Мештаните од селото Могилец активно се вклучуваат и во народно-ослободителната војна, а на ударот на Слободарска Македонија животите ги положија партизаните Милјовој Синадиновски и Стојче Василевски. Во селото Могилец во 1944 година е формиран првиот народно-ослободителен одбор. Од 1945 година па се до 1950 година селото Могилец е дел од околискиот народно-ослободителен одбор во Самоков, а од 1950 година па се до 1952 година селото е дел од општината Модриште, во која влегувале селата Белица, Вир, Калуѓерец, Локвица и Црешево. Во периодот од 1952 година до 1955 година селото е дел од општина Модриште, во која покрај селото Могилец се наоѓале селата Белица, Брезница, Вир, Калуѓерец, Модриште, Локвица, Тажево и Црештево. Во периодот од 1955 и 1957 година селото било дел од тогашната општина Манастирец. Во периодот од 1957 година до 1996 година селото се наоѓала во некогашната општина Брод. Во периодот од 1996 година па се до 2004 година селото припаѓа на општина Самоков. Според пописите спроведени за време на Социјалистичка федеративна република Југославија во 1948 година, селото Могилец брои 237 жители, во 1953 година 343 жители, во 1961 година 194 жители, во 1971 година 166 жители, во 1981 година 114 жители, во 1991 година 60 жители. Според пописот од 1994 година спроведен од страна на Република Македонија, селото брои 58 жители, а според пописот од 2001 година во селото живееле 27 жители, а според нерелевантниот попис од 2021 година во селото живеа 6 жители.
Во селото има мир, има тишина, се слуша само звукот на природата, се слуша ветрето што дува, се слушаат петлите што пеат, се слуша жуборот на водата од селската река. Нема автомобили, нема звук од сирени, нема галами. Има свеж воздух. По дишењето на загаден воздух во урбаната средина, белите дробови конечно ќе го почувствуваат чистиот воздух. Нема прскање со хемикалии, нема издувни гасови, нема загадување, нема никотински честички, ниту чад и мирис од канализација. Вистински чиста средина. Во селото има убав сон. Нема ништо подобро од спиење во камена куќа, во дива сенка или во нишалка пред селската куќа. Нема насилни будења, нема интензивно звонење на телефоните, ниту будилници, ниту поштари, ниту заборавени соседи. Никој не знае каде сте и нема начин некој ненадејно да ви дојде, да ве разбуди и да ве вознемири. Во селото се јаде прекрасна, чиста и здрава храна. Нема таму брза храна. Нема пекари, пици, плескавици од непознато месо, туку само месо од своји јагниња, јариња, јунчиња, прасиња, пилиња и домашна бела супа, пиперки директно од градината и јаболка на дофат на раката. Селото на жените им дозволува да ја игнорираат модата. Ќе им кажат збогум на тешките шминки, на неудобните подпетици и на фризурата. Во селото доволно е само спортска облека и удобни патики. Селото е прекрасен и идеален дел или место за одмор на очите. Нема главоболки, нема хипертензија, нема очен притисок, нема стресови и аксиозност. Значи, селото го ублажува стресот. Уживањето во природата, во тишината, на чистиот воздух, во одморот, сето тоа го прават стресот целосно ништожен, односно стресот ќе исчезне како никогаш да не постоел. Мора да споменеме дека селото е постаро од градот. Луѓето таму често знаат некои работи многу подобро од оние во градот. Тоа е одлична можност да ги запознаете нашите традиции, обичаи, навики, а ако имате среќа да одите на село со вашите роднини, можеби ќе дознаете некоја интересна семејна тајна, ќе го запознаете вашето семејно стебло, ќе слушнете и некоја рурална легенда. Многу повозрасни жители на селото се вистинско богатство за нашата традиција. Знаат како било некогаш, што значеле одредени обичаи. Може би патувањето на село може да се претвори во мал водич низ минатото. Ретки се селата, да не речам, нема село каде што нема река, нема поток и каде што нема извори со чиста питка вода. И секако, секое патување носи нови предизвици. Може би ќе се одлучите да живеете во село, иако сте повеќе градски човек. Се на се, патувањето во селото е нова авантура, забава и уживање. Затоа, ако се двоумите како да го поминете викендот, ако не сте сигурни што да правите со себе, ако ви е доста од се, ако сте уморни од се и сакате промена или едноставно сакате да се посветите на себе и на своето здравје, спакувајте ги потребните ситници и тргнете на пат кон селото. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Могилец, да се видам со селаните до ова село, а тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено
од генерација на генерација низ вековите, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло до ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно опатени или недопрени во оваа документарна репортажа, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна саморавот.